Добар ви ден, почитувани гледачи. Еден голем и срдечен поздрав од комплексот Етно село Тимчевски со нашиот нов рецепт на денот и секако со нашата драга гостинка, господјата Менче Ниник, која што ни доаѓа од Австралија, поточно од Сиднеј, и навистина ни е голема чест што секогаш тие нејзини традиционални македонски специјалитети, некои подзаборавени, некои возобновени, сака да ги сподели токму со вас. А во денешната мисија имаме навистина еден многу интересен рецепт. Затоа денеска ќе биде задолжена нашата гостинка. Менче, добар ден и добре ни дојде. Како си ни? Секогаш изгледаш прекрасно. За тебе времето стои. Дали климата во Австралија може би таква? Ти живееш покрај океанот, така? Веројатно, нешто има. А можда и храната што ја спрема, многу битно е. Така, секогаш свежо, органско, здраво, полно со зеленчук, преубаво, превкусно, сите ние знаеме како ти убаво готвиш. Ете така. Менче, кој ќе биде рецепта што денеска ќе ни го подготвиш како изненадување за нашите гледачи? Ова е нешто, денеска ќе им подготвиш фузиран рецепт македонско-австралиски, така? Па види, ова е по право австралиски рецепт и енглеска го прави, пошто Австралија беше колонија на Енглеска долго време. Се вика овчарска пита. Ова не е пита, само така е името. Името го добила меленото месо што се употребува било јагнешко. Сега веќе ретко го прават со јагнешко, значи може свинско, мешано, телешко, јунешко, какво и да било. Шепет пај се вика во Австралија, а котич пај во енглеска. Така. Селска пита. Да, селска пита. Селска пита. За овој рецепт, значи, може лесно да се направи тука, пошто состојките сите ги имате. Така и ние имаме многу убав зеленчук, што за разлика од нивните пити таму, вкусот овде, ти како кажуваш, 100 пати подобар, затоа што зеленчукот има поинаков мирис, вкус во Македонија и се што е во Македонија е најдобро. Ти им готвиш на австралијанците македонски јадења? Им готвам, како не. Што најповеќе сакаат ти кога им готвиш? Па сакам, гравче сакаат, сарма, тавче, гравче, сарма и чорба с грав. Мусака правиме. Им правиш сите пити? македонски пити, ностоп. Доаѓаат кај тебе, питата готова ли е, така? Пинџурчиња. Дали изразиле желба, пошто твоите комшии се оригинал австралијанци, да дојдат и да ја видат нашата земја Македонија? Да, има доста, па ми вети сега една помлада комшика, дека ќе доваѓала во Хрватска, па рече ќе се јавам и ќе дојдам да ја видам Македонија. Така, значи ќе се врати полна со импресии и ќе рече дека нема уште една пубава земја од Македонија. И уште кога и реков, плати си ја картата и слободно престој кај мене, јаде на пиење, шетање. Се почуди, нели? Да. Па тоа само ние македонците го можеме, така? Да. Да. Ете, таква нација сме, горди на она што сме. Ајде сега да видиме за овчарска пита, што се е потребно. Прво состојките. Прво, значи, ни треба мелено месо. Јас овдека имам 450 грама. За моето тавче доволно е и за нас тука, otherwise, мислам... Добро, ако? За фамилијата... Од 4 члена, 450 ќе биде доволно. Грама мешано мелено месо. Мелено месо. Понатаму? Ќе ни треба зеленчук, мешан зеленчук, може и посебно. Значи, за овој мој рецепт треба 2 моркови ситно сецкани, обарена пченка и грашак се става. Колку грашак, колку пченка? Ова сега пченка се става па од негдека околу 200-300 грама. Грашак исто 200 грама. И една чаша секогаш грашакот се мери со чашка, една чашка и смрзна да е. Така. Сега ја да не ги двојам, затоа пошто вие имате мешавина тука добра,
одлучив да... Значи, да. се вкупно Околу 500 грама. да, Морков, грашок и пченка. Така, Понатаму, Имаме еден кромит ситно сецкан, ни треба доматен сос, ни треба Колку доматен црно сос? вино, Се да ни една кажеш. чаша, Една значи чаша, све во 2 чаша се мери, да. децилитри. 4 лажици брашно, буковец по потреба кој сака. Така. Овдека има сув зеленчук, ова е орегано мешано Орегано. со друго нешто, да. Бибер, сол и се прави со пире кромпир. Значи ни треба бело вино, Една чаша вода ќе ни треба, пола чаша бело вино, кога ќе го правиме, тоа ќе ставам, ќе кажам. добро, но мора да им кажеме на гледачите за да го запишат Да. рецептот. Тоа ни треба, значи, за основната смеса. Пола чаша Црвено вино, една чаша вода. И една чаша вода, Меленото месо, кромит, зеленчук, масло по потреба. Да. И ќе ни треба 2 големи до 3 големи компира, Компири. од кои што ќе направиме компир пире, Пире. заедно со путер, околу 2 супени лажици и малку мешан сув зеленчук и една чаша, тоа е млеко. 2 децилитри млеко. Значи, во овој рецепт, драги гледачи, имаме 2 групи на состојки. Првата за основата, значи за зајрето со меленото месо, а втората група на состојки е за компир пирето. Пирето. Така, млеко, мешан сув зеленчук, путер, Путер. компири. Сега можеме да започнеме со постапката на приготвување. Е така, сега меленото месо се пржи посебно, само мелено месо. Зејтинче си ставаме или масло, како би го нарекле. Добро, Да се покрие малку тавата, тенок слој. така. Значи, Ох, прво, да, не, само месото ќе Само го ставиме, месото. да, кромичето Така. ќе оди на другото. Ова треба малку да се дроби Добро. сега. значи, меленото месо го пржиме посебно. Посебно, да. Да те прашам, дали ставаш некои зачини во? Ништо. Ништо. Само така да се испржи. Добро. Може во свинското може солца малку да се стави, Добро. а додека во биф јунешко, Во во јунешкото? јунешкото не се става сол, затоа што го стврднува месото. Добро. А свинското трпи. А во во другото рецепт. тавче, кој што Сега да. ринглата исто така ни е загреана, ќе го испржиме зеленчукот. Зеленчукот, да. Секогаш имајте активни 2 рингли и 2 тавчиња за пржење. Повели Менче, еве ти го Прво зеленчукот. кромичето ќе го Кромичето, ставиме, да. така, повели. Зетин малку масло. Така, и во другото тавче ставаме масло. Исто да го покриеме дното на тавчето. Дното на Месото тавчето. си има маснотија, така да не е потребно, само колку да не лети. Така. Подавајме ги мене овие. Така, да добие стаклест изглед, да ја промени бојата. Малку, да, И да ќе го пожути, ставиме да отпушти... зеленчук. Да. Треба да отпушти малку Така. од аромата. Значи, денеска во вкусот на традицијата ќе јадеме еден специјалитет од Австралија и ние така си ги разменуваме и рецептите со нашите пријатели, поточно еви и со Менче, кој што живее токму во Австралија, ќе ни израдува со еден таков рецепт, кој што е доста обожуван во Австралија, Да, така? многу тачно, многу обожавање, брзо се прави и лесен е за јадење И многу вкусен, Да. така. Многу вкусен. А зачините ќе ги додаваш кај кромидот и кај зеленчукот? Да, Да. постепено ќе видите како се прави тоа. После ќе ставиме малку вино и водичка, треба да се обварат малку. Значи ставаме црвено вино. Овој специјалитет е со црвено вино. Ова ќе биде нешто прекрасно. Може. Еве, благодариме, ова е тимото од комплексот Етно село Тимчевски,
што секогаш комплетно се инволвирани во емитување на секоја една емисија Вкусот на традицијата и голема благодарност и до тебе, Виктор, до целиот тим во кујната на комплексот Етно село Тимчевски за секоја една емисија. Јас сега ставам малку сол во пржењето на кромидот, така побрзо се ослободуваат вкусовите и после ќе додадеме повторно повеќе колку што е потребно, се само една за да бидам лажичка. и јас запослена, ти додека го работиш ова. Да. Пошто компирот што туку излезе од тенџерето, се уште е врел, а за да го направиме компир пирето, да Треба почнам да се јас спасира, да да. го пасирам, да ни биде подготвен. А вие следете, а токму менче што работи. Значи сега се пржи месото посебно и зеленчукот посебно. А јас ке ти го подготвам компирот. Еви јас со компирот сум речи си готова, битно беше додека е врел да го испасирам, па ќе го досредиме кога ќе го правиме пирето. Да. Кромичето испржено, Јас сега ќе оставам зеленчукот. зеленчукот, така. Дајте ми ја тавата. Благодарам. Тука ќе го направиме пирето. Да. Добро. Месецето се пржи сега. Ќе му треба уште малку. Овдека сега ќе ставиме, Што ставаме? сега ќе оставиме Патлиџан, патлиџанот. 2 децилитра. Да, 2 значи 2 децилитри. патлиџана. Може да ставите томато паст и ренден патлиџан исто. Добро, значи може Да. томатно пире, 2 лажици Томатно томатно пире. пире и плюс патлиџан. да. Ние го правиме само со патлиџан. Да. Зеленчукот бара 5 до 10 минути, оти сака повеќе пржење да се испржи добро и после го додаваме виното да си крчка малку, Дали да можеме се меленото омекне. месце да го Може да тргнеме? го тргнеме сега, готово е. Ја ќе си ја Ете префрлам така. оваа тава, тука ми е позгодно. Еве на крпа исто како по дома што си прави. Да. Ќе ставиме сега пола чаша Црвено вино. црвено вино. Добро. Чашата е малку по Така. не е права, нели, зато ставивме изгледа дека е поише. Добро. А и нема штета од Значи малку ќе го повеќе ставиме да вино. се динста во црвено вино. Да, Одлично. така. И ќе ставиме една чаша вода. Една чаша вода. Ова треба малку да изврие. Добро. Така. А Така. потоа продолжуваме со поставката. Даде. Останете со нас. Значи колку 4, ова е петата лажичка. Така, да. Значи, откако се искрчка убаво зеленчукот, го додадовме Брашното. 5 лажички Брашно. брашно. Сега ќе го ставиме малку да се искрчка уште. Уште повеќе, Да. така. Да биде помеко, да се спои со брашното. И после ќе го промешаме со месото заедно. Предходно испрженото. така. Добро. Мелено месо. Добро. Ќе го пробаш за сол? Да, Да? снима. Ова лажичка нека ти биде за пробување. Перфект. Многу го. Едва чекам да го пробам овој специјалитет. Можеме малку сув зеленчук да му ставиме. Да, еве ти лажичка од брашното. Обели.
Ние и во Австралија си користиме, сега и австралците се научија, си купуваат, има тамо Аха. мешан сув зеленчук Така. и тие го употребуваат, го оплеменува вкусот. А биберот, буковецот, после ги додаваш? Биберот, да. Биберот ќе го ставиме пред крај кој ќе го промешаме со месото. Добро, супер. Да, за да го задржи вкусот подолго Значи, време. пред да се пече, како што е убаво испржено месото, треба и зеленчукот да биде Да. убаво издинстан, мек. Преубаво, да. Добро. Треба да се единства. Сега можеме да го ставиме и меленото месо и Така. да си се крчка заедно. Заедно. Добро е. Ај оваа лажица. Оф. Колку е Па убава. мириса толку многу убаво. Така. Пирето треба да го спремиме сега и да го веќе да се стави на печење. Добро. Се печи во загреана редна Така. 25 минути. Значи Кој во ќе пирето, порумени, да. добро, во пирето. Сега ставам само мешан сув зеленчук, така? Да, и путер. И путер. Еве ставам една лажичка, доволно е. Да. Една лажичка, малку сол. Малку сол. Добро. Вегетичка ставивме. Да, Добро. ете така. И сега го ставам и путерот. И путерот исто. Така. Јас во домашни услови, дома и си рендам путер. Го ставам во фрижидер да е потврд и Аха. од озгора пред да се печи, го ставам на пирето. И му дава така по-добар вкус. Како треба, Добро, се да. што треба ќе ставиме. И сега го ставаме млекото. Сега ставам малку бибер на крајот. Аха. Сега бибер некој не сака, нели, не мора да става. Така. И да нема многу. Јас не знам дали ова е вашиот филу. И ставам една лажичка буковец. Добро. Толку. Ако орегано. обожавате орегано, може мај со рака ќе ставам рака. Малку. Да, оти некој не го обожава, мислам, ја го обожавам, затоа и си ставам. На овој рецепт можете секакви други зачини, ловоров лист можете да си ставите по желба. Ова е готово. Да се исклучи шпорето треба, Добро. се да идам ако го погодам. Ете така. Добро е. Ете така. Оставаш уште 5 минути да се докрчка. Да, да си докрчка така. Сега додека е температурата, за тоа време ќе ја земам тавата. Се извинувам само дали треба и колку треба млеко. Една чаша требаш. Една чаша млеко, еве Добро. млекото. Така. Пире како што Пире. си правиме дома Добро. обично. Стави Така, по-старски. Да, така, помалку Добро. стави, ако треба ќе додадиме, зависи од компирот колку пива, има Добро. сув компир, има повлажен Така. што е. Да. Сега Мислам- ова мешавината ја ставаме во тавата. Добре. Сега да го провериш пирето, дали треба уште млеко. Уште малку, да. Уште малку млеко. Добро. Да. Нели е позгодно со лажица да се промеша Може, шо, повели. да, за да видиме Затоа што испасирам како му веќе. е, да, густината, Повели. подобро се гледа. Супер. И сега компир пирето всушност се става од озгора. Одозгора, да. Така. И се печи на загреана рена 25 минути. 25 минути на колку степени загреана рерна? Па на јако, не од На зависи од 250. шпорето, да. Така,
Кај мене во Австралија е Сега, кога ќе 380. се каже 250, 20 минути. Дали Да. од моментот кога ќе прокрчка, Кој ќе се потпече малку. кога ќе се потпече малку 20 малку, минути. така. Добро. Да. Кој ќе Уште? се потпече, ќе видиме колку точно време му треба. Добро. На мој шпоред му треба 25 минути. Добро. И јас си го правам саатот за 25 минути да ме потсети и тогаш да, треба да е малку по лабаво за да може да има Поредко пирето, да, значи за да може да се нанесе да се одозгоре. потпече, не и затоа што тоа ќе се печи сега да не се Така. суши, нели? Да не биде суво, треба да биде кремасто. Добро. Е така, Ајде сега јас ќе ти помогнам. Така? Не, рака ќе го ставам. Ева. Лажица по лажица Добро. и ќе го промешувам. Ќе го разнесувам Така. така постепено. Прво да го ставиме тука. Како што видовте дека не е многу мрсно, можете по вкус да си додадете повеќе маснотија. Леле колку е добро пирето. Да. Право на домашно старско пире. Старско, како така на е времето сега. Да. што правевме. Па така порано со вијушка правевме. Значи треба тоа што ќе се стави го дава вкусот и зависи многу и од компирот. Е ти благодарам Како многу што се? ми остие малку компирче. Ти додека го доправиш тоа, јас да ја средам тавата. Ако и таа треба да се среди, нели? Така. Да му дадиме малку лик, така прават. Ја ги викам кенгурите, нели? Австралците. Така. Некои вака прават. Значи да се има малку лик. Ете така. Одлично, ставаме путер и право И се- во рерна. Одлично, Ево вака прекрасно. изгледа, сега само да се потпечи малку дозгора, може 20 минути, може 25, Да, зависи супер. од Браво. од Браво, времето. браво, менче едва и чекам да се испече и да седнеме да ручаме со целиот тим во Етно село Тимчевски. Така, драги мои, ова е најомилениот дел од емисијата Вкусот на традицијата. Се разбира кога работата е завршена, кога седнуваме сите на трапезата и да си го пробаме она што го направивме. Тоест, менче што го направи. Ајде да видиме сега ова овчарска пит. Леле, оф. Види, уште си чати, гледаш како. Повели, Thank you. повели менче, ние сервиравме со Убаво изгледа. мешана салата, свежа мешана салата, прекрасно, ма гледај како диви, оф, со малку пинџурче, лути пиперчиња. Сега одиме на работа. Ајде да пробаме се што сме направиле. Можам да замислам. Знаете ли како мириса ова? Како мириса од црвеното вино. Да, на виното, да. Многу убаво. Значи, фантазија да не можеш да престанеш да јадеш толку што е вкусно. Многу е добро. Прекрасно нешто, да знаеш дека и ова сега ќе биде дел од моите јадења во мојата кујна, ме плени вкусот. Убаво е, да. И не е Путерчето. тешко за И спремање. не е тешко, но многу вкусно. Што викаат старите, издашно е. Издашно е, да. Многу има, значи баш да се најаде онака цело семејство. Драги мои, уживајте во рецептите на Денот на Вкусот на традицијата, направете ова овчарска пита и како велат дека најдобар начин да не се разочараш од никого е
да не очекуваш ништо од никого. Така е. На здравје. Ајде, на До следната емисија Вкусот на традицијата. здравје.